Македонија доби зелено светло да аплицира трета доза од антиковид вакцината кај пошироката популација, но само од производителот Pfizer. Од понеделник сите лица над 60 годишна возраст, здравствените работници и пациентите со хронични заболувања ќе можат да примат така наречена бустер доза. Но откако ќе поминат 6 месеци по примена втора доза од вакцината против COVID-19. Имунолозите признаваат дека нивото на антителата кај вакцинираните со време се намалува, особено кај оние граѓани кои не дошле во контакт со вирусот. Со присуството на нови варијанти како што е делта варијантата која што го заобиколува имуниот систем, со намалената концентрација на антитела, ризикот уште повеќе се зголемува. Па затоа е и добро со цел да ја продолжиме заштитата на поризичните категории на граѓани или што доаѓаат почесто во контакт со вирусот, да имаме ваква дополнителна заштита. Но граѓаните со различни реакции, додека едни се подготвени да ја добијат зајакнувачката трета доза, повеќето се збунети и исплашени. Прашуваат дали е безбедно да се мешаат вакцини од различни производители и зошто се брза со препораките за трета доза. Не е точно, не треба да се мешаат вакцини. Трета доза е дозволена само за тие што имаат примено Pfizer. Зошто Pfizer? Некој што примил 2 дози Pfizer, нели треба да прими векторска вакцина, тоест вакцина од друга платформа? Нели имаше такви истражувања? Зошто само Pfizer се рекламира? Не ми е јасно, вакцинирани со Sinovac, а сега трета доза Pfizer. Колку е исправно тоа? Да не почнеме да пукаме како балони? Но доктор Киријас смирува. Компанијата Pfizer вели ги поминала клиничките испитувања и се покажала како безбедна за зајакнување на имунитетот кај целосно вакцинираните. А вакцината на Pfizer така што ги има поминато клиничките студии за бустер доза и заради тоа за сега стои препораката за неизино давање. Секако дека во наредниот период ќе се следат испитувањата, резултатите и во тој момент ќе се одлучува. Мешањето се покажа дека не носи некоја штета по организмом или ризик за нешто друго да се случи. Американскиот центар за превенција и контрола на болести даде зелено светло за аплицирање на третата бустер доза во САД. И таму препорака има за вакцините на Pfizer-BioNTech, но само за оние граѓани кои претходно примиле 2 дози од истиот производител. А во меѓувреме, српските медиуми објавија дека 40 годишната актерка Слобода Мичаловиќ е позитивна на коронавирусот и покрај тоа што ја примила третата доза од антиковид вакцината. Медиумите пишуваат дека таа се вакцинирала со вакцините на рускиот производител Спутник, но нејзиниот менаџер не сакал да даде коментар за ваквата информација.